оваа среда ве поздравуваме токму од овде од пред паркот за миленици во населбата Капиштец, каде што ќе се потрудиме да го одбележиме нели овој светски ден за заштита на животните 4 октомври, кој што традиционално се одбележува секоја година, а започнал да се одбележува за прв пат во Ференца во 1931 година. Како можеме да им помогнеме нели на бездомните животни, сите оние кои што се безпомошни, сите оние на кои што им е потребна грижа, храна, топол дом, на вистина сега ни доаѓа зимата, па јесенското време, на вистина наутро се ниски температурите, па животните кои што немаат дом, потребно им е кебенци да ги им засолниме нели во нашиот дом, во нашиот двор, па да им дадеме и храна. За тоа како можеме да им помагаме на животните, како да се грижиме за нив и нели да го одбележиме овој светски ден за заштита на животните, ова утро ќе зборуваме со Ива Зафировска од Сдруженијето за заштита на животни. Ива сака миленичиња, така ќе Ива лав пет. Поканивте. Значи, како да ги заштитиме, односно како да е потребно да се грижиме за бездомните животни. Значи, секој може да се вклучи во грижата за бездомните животни, всушност тоа е и најефикасното решение и така само ќе им помогнеме. Значи, не тоа да биде само товар на активистите и на сдруженијата кои што реално немаат доволен капацитет, финансиски и просторни можности, туку буквално само сите ако се вклучиме, ќе се створи со тек на време една култура и атмосфера каде што нема да биде тој што се грижи за бездомните животни чуден или луд, тоа ќе стане со тек на време нешто нормално. Сега тоа можеме да го направиме на повеќе начини, значи секој може да нека бидат и остатоците од неговиот оброк кој што може да ги сподели со некоја бездомно кученце или маченце, потоа може привремено да ги згрижи дома доколку се повредени или болни, значи да не ги одминуваме, да им помогнеме кога ќе ги видиме повредени или болни на улица. Сите имаме социјални мрежи и тука информацијата брзо се шири. Значи тоа е предност и тука може да имаме постови за вдомување на животните. Сигурна сум дека во секое мало, во секоја населба има луѓе кои што се грижат за животните и на тој начин тие ќе можат да им помогнат. Исто така, доста ефикасно ќе им помогнеме ако излегуваме во многу поголем број сите на протест, кога има неправда врз животните. Зашто тие имаат многу помалку права од нас и многу помалку се заштитени и треба да разбереме дека им треба нашата заштита, љубов, внимание. Ива, чиста е сликата на вистина низ, особено низ главниот град, низ улиците, да гледаме бездомни животни. Некои ги фрлаат нели на улица, некои не сакајќи нели да се најдат таму се наоѓаат нели на тоа место каде што се. Како да се справиме со ова, да се намали се, да биде помала бројката или да дојдеме до еден број кој што на вистина ќе биде незначителен за да бидат сите животни на местото каде што е потребно. Па вака, главниот проблем е неодговорното сопствеништво. Значи, доколку треба да земеме да вдомуваме животни од улица, како што тоа го прават во другите земји, како што кажав, со самата грижа и поактивно вклучување на сите граѓани, ќе се створи таа атмосфера и едноставно треба да ги чипуваме животните исто, за да може потоа да нели кога ќе видиме некое напуштено животно да знаеме од кај потекнува, да има многу поголеми и апликативни казни за неодговорно сопствеништво. Потоа треба да, значи главниот момент е стерилизацијата. Значи сите треба да се потрудиме за тоа. Исто така треба да помогне државата со повеќе прифатилишта, шелтри или стационари, како што е Лајка, но исто така и за мачињата на ниво на секоја општина. На тој начин можеме најефикасно да им помогнеме, исто така нели во предстојниот период кој што доаѓа, барем да им направиме некакви куќици од ефтини материјали со што барем ќе се стоплат. Така, Ива, кај нас некако мода е, нели, да се пофалиме колку ни чини миленичето, колку пари сме дале, сме платиле, нели, за него.
Како исто да ја намалиме таа бројка, се повеќе да се вдомуваат животни, затоа што навистина има животни кои што мака мачат, нели како ќе ја преживеат зимата, особено во зимскиот период, нели кога буквално ништо не мрда, односно нема толку луѓе по улиците кои што може да им даваат храна, покрај тоа нели ниски се температурите, а наспроти тоа нели голем број од луѓето па сакаат да се пофалат колку им чини миленичето и колку средства издвоиле за куќето или мачето кое што го чуваат во нивниот дом. Да, за жал тоа е таа култура која што владее тука. Само со овие претходни работи доколку ги аплицираме, ќе успееме во тоа. Јас верувам дека буквално како што кажав, мораме сите да се вклучиме активно. Едноставно треба, еве, ова е моето маче Лулу, кое што е вдомена од улица. Таа беше многу гладна, повредена и јас ја земав за да ја стерилизирам и така наречено failed foster беше и ве охрабрувам сите да вдомите животно од улица. Да, навистина добро е кога ќе помагаме на животните, тоа е нели една слика за самиот човек, но треба ли и според тебе малку повеќе да се зборува на оваа тема? Еве денеска е 4 октомври, светски ден за заштита на животните, треба ли можеби повеќе кампањи да се прават на оваа тема? Буквално треба сите да апелираме, меѓу другото исто и за полиција за животни, која што ја нема во нашата држава. Таа е една од главните цели на моето здружение, зашто со тоа ќе се спречат борбите за кучиња и живувањето со животни, исто така и неодговорното собствеништво. Значи ќе се следи тоа оставање на животните, значи нема да бидат ќе бидат згрижени, исто ќе има шелтри каде што ќе може да бидат однесени, да се пружи таа ветеринарна нега, да имаат некаков заклон и да се створи културата со која што од таму потоа ќе им биде олеснато нели на граѓаните да може да си вдомат животинче од таму. Значи мораме да ја смениме културата и да не размислуваме дека тоа само е работа на активисти и на здруженија. Значи сите сме дел од тоа, сите сме одговорни за тоа и сите така на начин ја заштитуваме животната средина. Да, Ива, како можат еве да го вдомат ова прекрасно маче, луѓето кои што еве сакаат токму еве на овој ден да дадат почит и од денеска еве да направат промена кон животните? Па вака, ова маче конкретно не, ова е најмирна моја мачка, затоа ја донесов. Пошто сака така да нема, да, има многу мачиња, може да ги погледнате на мојата страна на Инстаграм или на Фејсбук на моето здружение. Имам баш моментално има и толку кучиња кои што пробувам да им помогнам да најдат дом, некои се и постари, исто тоа не треба да ве обесхрабрува. Слепо маче, незиното сестриче, мајката кои што буквално ги најдов на една од новите локации кај што ги ранам животните секојдневно, над 30 се на број. Бездомни мачки и кучиња и слободно може да ме контактираат и да вдомат животно кое што било всушност спасено од улица, наместо да купуваат некој животно. Со истите средства ќе помогнат многу повеќе. Значи со истите средства ќе можат што ќе ги потрошат за да го купат тоа животно од одгледувачница, поради тоа што многу животни се размножуваат, а толку има на улица. Едноставно тоа е нефер кон нив. Значи нефер е да се вдоми животно кое што како да кажеме, размножено, може би за него немало потреба да е размножено во поглед на конкретната ситуација, зашто има премногу животни на улица бездомни, значи и мачиња и кучиња. Ива, навистина е за поздрав ова што го правиш ти, но и што го прават сите активисти, но и сите хумани луѓе кои што се трудат да им помагаат на животните, особено нели на бездомните животни, но оние на кои што им е најпотребно. Ти благодарам за одвоеното време и се надевам дека и со овој разговор и дека во иднина ќе ја подигнеме малку повеќе свеста за заштита на животните. И јас се надевам. Единствената цел е сите да се вклучиме, а да не мислиме дека тоа е нешто многу чудно, туку тоа да стане една нормална култура и атмосфера.
Да, и ќе ве поканиме денеска да се потикнеме, да потикнеме хуманоста. Не заборавајте дека денеска е одличен ден за волонтирање, да ги посетите некој од здруженијата, да се вклучите во активизмот, но и без тоа, кога ќе видите некое улично животно, да му помогнеме колку што можеме, да му подадеме храна или пак да го вдомиме во нашиот дом, додека не му се најде вистински дом кој што ќе може некој да го чува. Навистина да ни доаѓаат ниски температури, зимата е пред нас, па така што и на овие животни им е потребен дом, како што нели на луѓето им е потребно топол дом, така и животните си сакаат топол дом.